Амбасадоре, благодариме за ова интервју за македонската телевизија. Италија силно беше погодена од коронавирусот. Еве сега најава, значи се смирува ситуацијата дека од 3 јуни ги отворате границите. Како ќе оди тој процес? Како ќе биде за македонските граѓани? Ќе има ли воопшто туризам во Италија ова лето? И благодарам на македонската радиотелевизија за ова можност во пресред на националниот praznik na Repubblica Italia. Allora, si sta procedendo con... Се одвива во фази, по принцип на постепеност. Како што кажавте, од 3 јуни ќе се дозволи патување меѓу италијанските региони и ќе се отворат границите со земјите од Европската Унија, Шенген зоната и Велика Британија. Од 3 до 15 јуни ќе биде можно да се влезе во Италија од земји што не се членки на Унијата, само со доказ за неодложна потреба од деловни, семејни или од здравствени причини. При тоа ќе биде задолжителна мерката самоизолација во домашни услови. Мерките што ќе важат по тој датум ќе се одлучуваат врз основа на епидемиолошките податоци. Што се однесува на туризмот, Италија како една од најбараните туристички дестинации во светот е подготвена за пречек на туристите. За таа цел ние како влада на Италија сметаме дека е важно да се преземат координирани чекори врз основа на неодамна усвоените ставови на Европската комисија, да се зајакнат механизмите за размена на информации од епидемиолошки карактер и да се избегнат билатералните договори, што особено за земјите од Европската Унија би имале негативно влијание на туристичките текови. Во секој случај ќе биде неопходно и натаму да се продолжи со почитување на мерките за социјална дистанца, правилата за одржување хигиена и за употреба на заштитни средства. Туризмот е многу мал дел од долгогодишните добри економски врски меѓу Италија и Македонија. Имате ли бројки колкава е штетата во овие релации и кога може да се очекува закрепнување, нормализирање? Економско-трговските односи меѓу Италија и Северна Македонија се од големо значење и во последниве години се интензивираа. Според најновите податоци, билатералната размена во 2019 година надмина 645 милиони евра, со одлично достигнување за италијанскиот извоз, што надмина 470 милиони евра. За жал, се уште не сме во можност да ги предвидиме негативните последици што ќе произлезат од здравствената криза. Се надевам дека набрзо ќе продолжи растечкиот тренд како на билатералните трговски односи, така и на она што се однесува на италијанските инвестиции во земјава. Амбасадата е во близок контакт со италијанските инвеститори во земјава, кои се надеваат дека што поскоро ќе можат повторно да дојдат. Италија го одбележува или ќе го одбележи националниот ден во тешки времења, навистина. Како ви се чини, што научивме сите ние од оваа криза? Што научи Италија? Grazie. Il 74° anniversario della 74-та годишнина од основањето на Република Италија, 2 јуни, ја одбележуваме во сосема исклучителна ситуација поради пандемијата што е во тек. Затоа решивме да не ги одржуваме традиционалните прослави во знак на почит кон многобројните жртви, во Италија над 33.000. Коронавирусот е криза без преседан во поновата историја, на здравствено, економско и на социјално ниво, во Италија, во Европа и во цел свет. По Кина, Италија беше првата земја во светот во која што заразата се прошири интензивно и со многу брзо темпо. Со недели Италија беше во првите борбени редови, но истраја. Италијанците со големо чувство на одговорност и дисциплина ги почитуваат драстичните мерки што ги усвои владата на Италија, а тоа вроди со добар резултат, бидејќи во моментов заразата е многу забавена и ситуацијата е многу помалку загрижувачка во споредба со минатиот период. Италијанскиот здравствен систем, што е јавен и бесплатен за сите, од самиот почеток беше изложен на многу силен притисок. Во оваа пригода им се заблагодарувам на италијанските лекари, на медицинскиот персонал, на сите работници во здравствените установи, на органите на редот за она што го направија и продолжуваат со голем професионализам и чувство на одговорност, а за што платија и многу висока цена во смисла на човечки животи. Со една таква криза, која што се уште не е надмината, барем додека не биде достапна вакцината, не можеме да размислуваме за враќање на она што беше претходно. Тоа се однесува на италијанската економија.
економија ќе треба да се посвети поголемо внимание на јавното здравство и на животната средина и на алтернативните извори на енергија. Ќе бидат потребни повеќе јавни и приватни инвестиции, особено во инфраструктурите, во енергетската транзиција, во дигитализацијата, иновациите, општо во растот на продуктивноста. Но тоа важи и за нас самите. Ние, како луѓе, нема да можеме да се вратиме на минатото. Веројатно ќе треба да го преиспитаме нашиот стил на живење, начинот на кој што го доживуваме градот. Мислам дека ова е шанса што не треба да ја пропуштиме. Како мислите дека ќе се одвиваат меѓународните односи по завршувањето на пандемијата? Видовме солидарност, видовме Кина дека помага на Европската Унија, видовме дека Русија испраќа помош во Соединетите држави. Може би е се уште рано за една ваква анализа. Во најтешките моменти од кризата на Италија и пристигна солидарност и помош од многу други земји. Во Европа и надвор, и ним сме им многу благодарни. На ниво на Европа мора да се признае дека во почетокот на кризата во Италија не се почувствува голема солидарност. Бевме сведоци на постапки, за кои што се чинеше дека се водени од себичност и недостигна визија. Се чинеше дека проблемот е само италијански, но Италија беше само првата земја во Европа што силно го почувствува ударот. Сепак, по првичното колебање од Европската Унија и Централната банка на Европа уследи силен одговор преку суспендирањето на пактот за стабилност и усвојување значајни и иновативни економски и финансиски мерки, наменети за сузбивање на економската криза, што следи по здравствената. Неодамнешниот предлог на комисијата со новата повеќегодишна финансиска рамка и фондот наречен Next Generation European Union е амбициозен одговор на Унијата на кризата, што мисли и на идните генерации. Се работи за тешки и храбри одлуки, заеднички одлуки базирани на солидарноста меѓу земјите членки на Европската Унија. Токму во оваа кризна ситуација нам не ни треба помалку Европа, туку повеќе Европа, Европа солидарна и обединета. Ете, оваа криза може да биде можност за нова промоција на европските вредности. Од гледна точка на Италија, столбовите на нашата надворешна политика не се менуваат. Силна преврзаност кон Европската Унија и НАТО, важно место зазема и трансатлантскиот однос со Соединетите Американски држави. Нашето внимание кон Медитеранскиот регион и регионот на Западен Балкан, диалогот и соработката со други земји. И во една ваква година Македонија направи напредок во евроинтеграциите. Каква е вашата проценка, кога земјава може да ги почне преговорите за членство? Ова е особено важно да знаат домашните политичари, затоа што извесен е датум за избори. Од друга страна, се закануваше и политичка криза во земјава. Allora, questa è una domanda importante, così come le altre. La Commissione europea dovrebbe presentare... Ова е уште едно важно прашање. Се очекува комисијата да ја представи нацрт рамката за преговори со Северна Македонија до првата половина на јуни. Потоа Советот ќе треба едногласно да ја усвои оваа преговарачка рамка и да се свика првата меѓувладина конференција. Со оглед на неизвестноста, особено врзана со пандемијата, Италија се надева дека конференцијата ќе биде свикана што е можно поскоро. За тој датум, што ќе биде од суштинско значење, Северна Македонија да има нормална институционална рамка со целосно функционални институции и влада усвоена од собрание, избрано преку фер и демократски избори, кој ќе може да ја надгледува работата на владата и да продолжи по патот на реформите, владењето на правото, независноста и автономијата на судството, борбата против корупцијата. Во таа смисла се надевам дека со помош на посредувањето, како секогаш избалансирано на председателот на Републиката Пендаровски, лидерите на политичките партии ќе успеат што е можно поскоро да постигнат консензус за датумот на новите избори, кој што ќе биде еден фер компромис меѓу приоритетот да се заштити здравјето на граѓаните со сите можни мерки на предпазливост и потребата, од друга страна, да им се даде збор на граѓаните слободно да ги изберат своите представници и институции. Значи, пред политичката тактика треба да бидат ставени интересите на земјата и на граѓаните. Амбасадоре, благодарам за ова интервју и честитки за празникот со желба сите да излеземе што побрзо од оваа ситуација и да се врати се во нормала. Благодарам. И благодарам.